Шефот на државата Ѓорѓе Иванов, кој се доведе во ситуација на пресконференција да ги демантира судските сведочења на лица обвинети за 27 април, прстот го впери кон УБК. Обвини дека токму оваа институција е жариште на политичките и безбедносните кризи во земјава. На изненадување на јавноста и присутните новинари, претседателот Иванов се одважи да одговори на прашања. При тоа призна дека еден од неговите советници кобната вечер бил во партиското седиште на ВМРО ДПМНЕ, откаде според судските сведочења се координирал со бранискиот упад. Мојот советник за национална безбедност, Алексовски, беше упатен на службен пат и требаше да стигне во Вашингтон. Кога се случи настанот, го барав подхитно да се врати и го симнав речиси од аеродром од Истанбул, бидејќи тргна со автомобил за Истанбул, и го вратив да дојди, тој некаде после полнок, околу 1 часот, пристигна. Така што тој сите извештаи што ги има доставено до обвинителството, но и мојот советник на секој 6 месеци подлежен на полиграф. Јосифовски го побарав да дојде и да го свика кабинетот, кога ги видовме настаните на телевизија. А каде бил во меѓувреме? Сега видам дека тој бил во партијата. Токму на оваа контрадикторност во неговата изјава посочи и СДСМ. Од владачката партија дополнително реагираа дека судот ќе докаже кој се бил инволвиран во настаните од 27 април, а не Иванов со нарушениот кредибилитет. Од една страна тврди дека исказите во судската постапка за насилството од 27 април се невистинити, а од друга ги потврдува. Конкретно Иванов потврди дека член од неговиот кабинет Борис Јосифовски бил во партиското седиште на ВМРО ДПМНЕ тој ден. Иванов потврди и дека Милејана Киевски и Владимир Пешевски биле кај него со иницијатива поврзана со помирувањето. Останува фактот дека Иванов е со целосно нарушен кредибилитет, со крајно неодговорна, негативна и сомнителна улога во општеството. Реагираше СДСМ. Одговарајќи на новинарски прашања, Иванов за прв пат по долг период кажа став на повеќе актуелни теми. Сепак одби да го коментира бегството на Груевски, наведувајќи дека тој не е единствениот осуденик во бегство. Има надлежни институции, треба да се кажат. Не е прв, веќе трети он како избега од државата. Сепак главната поента од обраќањето на Иванов беше дека во неговиот кабинет ниту се размислувало, ниту се подготвувало прогласување на воена или вонредна состојба, наспроти сведочењата пред судот, каде дел од обвинетите кои се товарат за организација на собранискиот упад признаа дека тоа била главната цел.